Се водат ли тајни разговори за името? Последните случувања на релација Скопје-Атина укажуваат дека стапува на сила тајната дипломатија. ТВ Нова анализира дали зачештените средби на грчките и на македонските власти зад затворени врати, далеку од очите на јавноста да се договори конечното решение за билатералниот спор, а потоа да се тргне кон подготовка на граѓаните која нема да биде нималку лесно. Во Солун на 21 јануари веќе се подготвува големиот митинг за, како што велат, одбрана на Македонија, а протести срамежливо се најавуваат и во Скопје. Грчките националисти, предводени од коалицискиот партнер во владата Независни Грци, во никој случај не се согласуваат во името кое ќе биде договорено да стои терминот Македонија, посебно ако тој е напишан на грчки јазик. Главната болка на властите во Скопје и во Атина е како да се дојде до решение, а да се избегне одржување на референдум. Ципрас и Кодзијас се согласни дека одлуката треба да ја донесе парламентот, но власта во Скопје е на поголеми маки, ако се знае дека и во изборната програма на СДСМ стои дека крајното решение мора да биде ставено на референдум. Со цврст став дека референдум мора да има и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Но така не мислат во ДУИ, каде сметаат дека собранието има легитимитет да донесе одлука за промена на името. Османи во Атина со Кодзијас преговараше за затворени врати без изјави за медиумите, слично како вчера во Солун и шефот на дипломатијата Димитров. По средбата МНР излезе само со кусо соопштение дека се очекува на новата рунда преговори медијаторот Нимиц да понуди рамка за решавање на спорот. Не се исклучува можноста на средбата во Њујорк на 17 јануари да присуствуваат и Димитров и Кодзијас. Што може да се очекува на преговорите во Њујорк, денеска навести портпаролот на грчката влада Димитрис Цанакопулус. Според него, позицијата на Грција е едно име што ќе се користи за сите, а ќе има и промена на уставното име на соседната земја. Дека двете земји водат тајни преговори обвини и лидерот на грчката опозиција Киријакос Мицотакис. Според него, владата наместо да се стреми кон национален консензус, води тајна дипломатија без да ги извести партиите за текот на разговорите. И експертската јавност во Македонија е со став дека власта едностранно ги води преговорите со Грција и дека во нив мора да биде вклучен и ВМРО-ДПМНЕ како најголема опозициска партија. Во овие преговори ќе мора да биде вклучена и ВМРО-ДПМНЕ со некаков договор измеѓу двете главни стожерски партии кои ќе одлучуваат за оваа земја како ќе се движи напред. Значи без ВМРО-ДПМНЕ ние повторно се враќаме вечно враќање на исто од 2008 година. Дека македонско-грчкиот спор е пред решение пишуваат и светските медиуми. Австријски куриер смета дека Скопје и Атина се подготвени на решение, но предупредува дека Русија нема да се предаде без борба во битката да ја спречи Македонија да влезе во НАТО.